добро утро, Марко, повторно едно поинакво искуство со оглед на тоа дека често пати сме биле присутни на пазарот и сме се вклучувале, сме прикажувале како функционира пазарот, но мислам дека не сме прикажале како функционира во зимските услови, односно на овие ниски температури. Токму по тој повод ово утро решивме да го посетиме мојот денешен гостин, односно соговорник Бранислав Бакарџиев. Бранислав, добро утро и добро дојдовте повторно во нашата утринска. Благодарам, поздрав до сите гледачи и цела екипа на Телма. Благодарам многу. Еве може да се забележи, не знам дали гледачите може да забележат дека немаме толку отворени тезги ово утро, дали ниските температури се причина за тоа? Па видите вака, во секој случај зимските услови се сосема другачие. Покасно малце ќе се отварат и некои други, иако денеска е среда, толку многу не има на пазаров, иако многу ми е жал што се тоа го кажуваме во центарот на градот, што не треба да биде вака, никад не било вака, никогаш не било вака, ние и во зимни услови тезги да биде полни. Сега имаме проблем во друг смисол, дали нема доволно роба, дали нешто друго е во прашање, важно, сега гледате пазарот, дали имаме 20 души, дали има низ пазарот, 20 души, дали има колеги отворени. Значи не се проблем само температура. Не само температурата, тука има и други работи што влијаат. Ние поминаме сега Нова година. Прв пат Нова година чекаме во страшно лоша ситуација. Ситуација да јас мислам дека за 80% помалку луѓе влегува во пазарот за купување за Нова година отколку години уназад. Ние 5-6 дена пред Нова година, години уназад сме работели до 6 до 7 сат навечер. Ние се оваа Нова година се одевме у 2,5. 2,5-3. Многу луѓе останува кратко, ама немаше луѓе, комплетно. Не се осеќаше дека е празник, дека е Божик. Зборувате дека оваа разлика се забележува од минатата година или од години на нас? Години и минатата година и години уназад, да не зборам 32 години сум тука. Се сум поминал, така да ова што го зборам не го измислувам. Сите постари што биле се тука знаат што збораме. Значи оваа година е најслабо што постои. Значи вакво пустелија пусто, нема луѓе. Нема, еве продавачи, еве вие сте сведоци. Каде се продавачите? Каде се тезгите отворени? Значи тоа е одма еден показател дека нешто не е во ред. А муштериите, да, муштериите се уште ги нема, кои се уште божични празници, уште кои не знам што и така натака, ама еве ги нема. И ние моментално на овој ред што сме, кај што сме, нема ни еден муштерија. На вториот ред. Нема и јас колку што можам. На вториот ред нема ни еден муштерија. 8 сати. Не е 6 сатот. Значи, во 6 сат ние сме на времето и работеле. Работеле, пуно парам. Сега 8 сат нема муштерија влезено. Да, обично 8-9 часот наутро полно. Охо, тоа било кога било, сега више не е така. Не е така. Еве веќе кога можеме да потврдиме дека нема толку муштери, дали сметате дека всушност причина за тоа, освен, еве ги кажавме, дел ниските температури, може да се земе во обзир и картичките за плаќање? Односно, дали супермаркетите сметате дека го земаат тој примат? Во суштината, ако го загледаме малце години сум тука, и ако размислам дека има на секој чошвек е отворено големи маркети, кај што работат со пуно пара работат, дека скапа ефтино. Не влије тоа, не влије тоа на овој народ тука. Битното е да има што повеќе, да. На околина околу нас имате 1, 2, 3, 4, 5 маркети огромни. Значи, многу голем дел муштерии ќе не влегува тука, со паркинг. Тука плаќаме сега паркинг 80-100 динари еден сат. Таму ќе оди во Веро, во Тинекс, ќе си излезе без да плати паркинг. Секој сат треба да плаќаш тие 80 или 100 динари и тоа вреди или не вреди. Еве ние зашто ги нема. Сега имаме нови цени на паркингот. 2500 динари месечно. И до кај ќе оди ова цел? Значи, и нас не бркат. И ние треба да си одиме. Зашто треба да ги вадиме тие пари. Мислите дека тоа само паѓат од небото, не паѓат од небото. Имаме колеги што се отидоа пред Нова година, се отидоа од пазарот. Зашто нема доволно работа, почетници беа си отидоа, да не ги менувам кои се луѓето, кои беа тука во близината. Сега ги нема затоа што бране треба да платам паркинг, треба да платам тезга, нова цена на тезгата. Сега тоа треба да се извади. Тие пари не добаѓат, јас сум ги имал у джепа да ги фрлам.
Значи, во секој случај, ситуацијата не е многу проблематична. Не реков тешка сега, проблематична. Голема разлика измеѓу проблематична и тешка. Која е разликата накратко? Огромна разлика. Проблематична е, ќе се решава, нема да се решава, ќе видиме како ќе биде. Тешка, веќе многу тешко е. Значи има надеж. Постои надеж, секогаш постои надеж. Постои надеж, се дека сме во ваква ситуација, во вакво размислување, народот и сите, комплетно зборам за цела држава, вака ќе биде. Се дека не го смениме мислењето, гледањето на иднината, како што треба да биде, нема напредок. Да се надеваме дека ќе има напредок, дека ќе се сменат некои работи. И ве кажавме дека се ниски температурите, на сите нас ни е ладно, поготово на мене и на Наум не сме навикнати до толку, па при самиот крај да ве прашам, иако немало многу муштери за време на празниците и пред, што најмногу бара? Каква беше побарувачката? Пака да ви кажам сега предежно, пример компир, јаболката, тоа позади мене беше и јаболка, се продаваше и уште се продава. Зеленчукот кој го бара заради празнициве, нормално салати во она. Компирот знам сигурно. Многу работи, пример зелката, ако е сега новата зелка, пролетната, што викаме меката, таа е многу поскапа. 70 динари кило е многу скапа, не е. И друго, во мали количини. Ако треба да земе пример 2 кила, 3 кила, 5 кила компир, сега кило, пола кило компир, 1 кило за празникот. Тоа е нула. За вашата тезга што ќе кажете? А што да ви кажам, јас работам, точно дека работам, сите викаат, бра, ти работиш, ама јас работам затоа што сум тука години. Јас не сум променил ништо тука, тука е само многу ситни работи може да дадат као инцидентно. Иначе, лукот е веќе години кај мене, да кажам макала веќе 25 години се прават, еве ги има тука, окреско макало. Имам као медар, на времето од Југославија, кај што сум бил во Пчеларска задруга Напредок, го донесов и медот веќе 5 години. Со цена иста и пред 5 години. Значи, ќе рече некој, ама дали е добар или не добар? Да, дојдете, земете, пробајте го. Не е тајна да го пробате. Значи, имаме потрошња, се трудам да тоа оди што поискрено, подобро, пообјаснето. Оди кај мене имаме и малци предавања. Предавања во однос на тоа што е ова, како се држи ова, што се прави со него, како макалото треба да го користите, како да го чувате, како да чувате медот, како да чувате оцет и комбуха и што уште не. Значи, се тоа е донесено со големо љубов. Еве што сум направил, еве се гледај што е ова. Дека го снимав, ова е црни лук. Зашто помага? Ова е црни лук направено, да не кажам од кого, од мене, пишува. Успеав да го направам. До вчера имав, до пред 3 дена, 4 дена имав кинески лук ваков. Го продававме, спаковано се за тоа редо, ова е македонски лук. Еве, јавно кажувам дека имаме македонски лук ферментиран, не дехидриран, него ферментиран, за лек. Од шекер, масноти, срце, циркулација, астма, слабење, што уште не. Значи, ова е по мене, мислам дека е подобро него се друго што треба да примете, природно. Да, имаме зборувано за здравствените предубавки од лукот многу пати. Ова е црни лук. Значи, ова е црни лук, ова е сосема нешто друго. Ако треба да земете апчиња, да пиете, не знам, за шекер, за масноти, за циркулација, се тоа, еве го имате природно. Ќе рече ова колку е, што е, потом, кога ќе дојдеш тука ќе видиш колку пари, што пари е, дали вреди, не вреди. Јас ќе ви дам и брошура. Ќе ви дам да прочитате што пишува. Јас не верував. Јас го донесов, така го донесов. Поради шекерот. Јас го имам шекерот. Јас кога дојде ми се појави после 20 години ми се појави шекер 5,2. Мене ме утепа сабајлето, тој ден. Викам, зар можно е ова да имам 5,2? Ја испод 7, 8, не сум се симнал. И сега знаеш ми доаѓа сабајле, мерам 5,2, чекуш наш да проверам. 5,2. И викам, не може друго да биде освен ова. Оди години поминале, не е денеска само. Сега дали луѓе да веруваат? Да. Голем ден луѓето веќе се упатени, дека црниот лук ферментиран е една работа, а се друго е друга работа. Тие што биле тука, верувам дека знаат, оние кои што сакаат да дознаат ќе дојдат. Се го објаснувам и пред никој објаснувам, ништо ново не сум измислил. Значи ова е, сум го примил на мене и уште го применувам. Јадам. Место 2 чешиња, 3, 4 јадам. Наш лук сега имаме, сега уште поинтересантно што го имаме нашиот лук. Ова е плюс старото семе.
кумановско за себе старото. И сега ќе рече некој, ама не е кинеско, извините. Значи, се продава по маркетите, има и кинеско. Не, македонско е ова. Ќе рече некој иновација. Да, ова е иновација. Има и во Србија. Има подругачие. Во Хрватска исто има. Прави некој. Се труди. Се потрудил да го направи ова да биде нивно. Нивни лук. Сега јас сум се потрудил со колегата мој пријател, со пријател мој, успеевме да направиме наш македонски лук. Благодарам многу за сите совети и се надевам дека следен пат кога ќе дојдеме нема да биде ситуацијата проблематична, ќе зборуваме за убави работи. Дај Боже, верувам да дојдат подобри денови, јас сум со годините да ги поминат. Ако се заврши целата приказка, брзо ќе си одам и од тука, ќе ме барате, ќе ме прашувате кај сум, што сум. Да, благодарам што дојдовте. Благодарам и јас. Ве поздравуваме од последното вклучување сега за сега на лице место токму од најпосетуваниот зелен пазар во Скопје, но сега за сега колку што може да се види и нема толку муштери ова утро.